Нема време за губење. Изборите не се крај на кризата. Македонија што поскоро треба да добие нова влада со широко демократско мнозинство која ќе биде фокусирана на исполнување на обврските од европската агенда. Порака од еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Тој вели дека во Македонија е за да ги ислуша лидерите на партиите, при тоа не сугерирајќи и на ниту една партија како да постапува. Мнозинството граѓани се обединети околу перспективите на државата. Политичарите треба да бидат свесни дека ни требаат луѓе кои се залагаат за тоа, рече Хан. Важно е новата влада да се формира на солидна, широка основа и да ја следи европската перспектива. Нема да даваме совети на било која партија како понатаму да продолжи со своите активности, но сите треба да бидат свесни за собствената одговорност. Сега се работи за интересите на државата, интересите на граѓаните. Доколку една земја и вашата земја треба да се фокусира на интеграцијата во Европската Унија, тогаш се работи за демократско мнозинство. Може би резултатот некого од изборите ќе го изненади некого, меѓутоа тоа е резултатот. Хан не одговори на новинарско прашање околу ставот на ВМРО ДПМН дека формирање на влада без оваа партија во неа би значило игнорирање на волјата на мнозинството и за позицијата на партијата, дека тоа би можело да предизвика проблеми. Еврокомесарот денот го започна со средба со техничкиот премиер Емил Димитриев. Двајцата истакнале дека е битно да се почитува сувереноста во одлучувањето за прашањата од државен и национален карактер. Премиерот Димитриев и еврокомесарот Хан ја истакнаа значајноста и потребата од членството на Република Македонија во Европската Унија и дадоа позитивна оценка за меѓусебните односи. Премиерот Димитриев истакна дека владата во рамките на своите ингеренции е посветена кон реализација на сите потребни активности за водење на земјата и реализација на стратешките цели за европски и евроатлантски интеграција. Тој истакна дека изјавите и постапките на определени политичари од соседните земји кои предизвикуваат негативни чувства кај граѓаните на Македонија не се во функција на унапредување на добрососедските односи, додавајќи дека нашата земја ќе продолжи со спроведување на политики кои значат соработка со сите заинтересирани страни во регионот во сфери кои се од заеднички интерес. Хан и Димитриев ги поздравиле испроведените парламентарни избори, оценувајќи ги како фер, кредибилни и демократски.